ова е уште еден од оние низа на амандмани кои што ги поднесовме, кои што завршува со наредниот, а кои што идат во насока на вистински антикризни мерки, со кои што владата треба директно да им помогне на граѓаните. Само да појаснам, од кога СДСМ е на власт, за 100% се покачи цената на електричната енергија, право пропорционално со тоа и од 2017 година до сега паѓа производството на електрична енергија. Република Македонија имаше големи проблеми, многу тешко ја помина енергетската криза, бидејќи самата понуда од страна на државните предпријатија кои што произведуваат електрична енергија кон пазарот беше особено слаба и наместо да се таа електрична енергија трансферира до таму каде што е потребно, се продаваа вишоците и производството беше концепирано на тоа да се увезува енергенти по сомнителни постапки, по сомнителни цени, како и тендерите за ископ во најголемиот базичен термокомбинат кој што произведува електрична енергија да се доделуваат во 4 очи, што практично е нотирано и во извештаите на ДКСК, на Државниот завод за ревизија и на поголемите, би кажал, оние институции кои што се занимаваат од ваков карактер. Потоа се воведоа 4 блокови, со кои што повторно се покачи цената на електричната енергија, а веќе во последно време сакам да ја потсетам јавноста на две изјави од владени функционери. Првата е дека во третиот и четвртиот блок има поскапување на електрична енергија, а втората е дека оние субвенции кои што сега се даваат на граѓаните ќе се намалат, со што практично значи дека индиректно цената на електричната енергија повторно ќе порасне. Сметам дека е економски нелогично и дека е дегутантно да зборуваме за антикризни мерки во услови кога од една страна им наплаќаме на луѓето даноци, и не се согласам со вашето тврдење, затоа што сметам дека е тотално нелогично да не ги намалуваме даноците за малтене, веќе кажам, 3 сфери, тоа е храна, електрична енергија и огревно дрво, и дополнително да не ги намалиме приходите на акцизи, со такви политики да им помогнеме на граѓаните. Господине заменик министер, парите кои што граѓаните сега ќе ги платат во буџетот, овие 13% повеќе кои што од 7 месец оваа година ги плаќаат до државата, знаете каде ќе се потрошат? Сега ќе ви кажам каде ќе се потрошат. Тука имам едно истражување од една многу почитувана, би кажал, реномирана невладена институција, за која што има тесна соработка и со Комисијата за финансирање и буџет, и каде што сето она кое што ние ви го зборувавме во трите на општа расправа и кое што ќе ви го зборуваме во амандманската расправа е напишано и е кредибилно. Вели вака: клучните расходи во 2022 година се реализирани за 163 милиони евра помалку од првично проектираните. Тука зборуваме за реализација на капитални инвестиции. При тоа од вкупно реализираните капитални расходи во вредност од 465 милиони евра, дури 28%, односно 131 милион евра биле потрошени за исплати што не може да се светат под категоријата капитални. Станува збор за дел од исплатите кон АД Електрани за надминување на енергетската криза во вредност од 97 милиони евра. Потоа продолжува. Вкупната буџетска подршка на АД Електрани во кризната 2022 година изнесува 230 милиони евра. Господине Николовски, граѓаните со тие 13% повеќе данок на додадена вредност ќе ја плаќаат неспособноста на раководството на електраните. На крајот од денот ние тука можеме да влеземе во расправа во која што отворено ви кажувам јас нема да учествувам. Јасно им е на граѓаните зошто не произведуваат електраните дополнителна електрична енергија. Јасно им е на граѓаните дека се е за тендери, се е за договор плюс, се е за договор во 4 очи. Ама од една страна не е логично економски, ниту е па домаќински државата да не им помогне на граѓаните. Не можам да ја разберам логиката. Зошто да имаме поголем буџет? Зошто да имаме поголема влада, а граѓаните да не плаќаат поскапа за 13% по основ на данок на додадена вредност електрична енергија? Внимателно ве слушав во претходната дебата. Не ви држат тезите. Не ви држат тезите. Не е во ред тоа што се зборува.
Зашто да имаме поголем дефицит? Зошто да не можеме да имаме фискална заштеда? До овие 13% дојде. Зошто да имаме поголем принос од данок на додадена вредност? Зошто да наплаќаме поскапа храна? Зашто да наплаќаме поскапа и акцизи? Зошто да граѓаните поскапа да го плаќаат дрвото? Зошто да биде струјата поскапа? Не може сега тука ние да се убедуваме дека треба буџетот да биде пополн. Знаете ли, господине Николовски, зошто граѓаните немаат доверба во државните институции? Еве го тука извештајот од Светската банка. Не го говорам ова јас. Вчера имавме презентација во собранието. Можеме да прочитаме и делови од тој извештај, затоа што парите завршуваат на две места, или во сомнителни тендери, или се крадат. Затоа граѓаните не сакаат да учествуваат во полнење на буџетот до таа мера за која што вие им ги барате на нив средствата. Значи практично веќе да не должам и да не ја ширам тезата. Што бара ВМРО ДПМН? Од првиот до четвртиот амандман. Прво е намалување на данок на додадена вредност за граѓаните да имаат поевтини дрва. Не е прифатен. Вториот, намалување на данок на додадена вредност за 13% поевтина струја. Не е прифатен. Третиот, за намалување на данок на додадена вредност за поевтина храна. Не е прифатен. И четвртиот, за намалување на акцизата на горивата. И јас ви гарантирам дека доколку овие 4 амандмани бидат прифатени и државата едноставно направи одредена реконсолидација на буџетот и биде поштедлива во една насока, овие пари доколку останат кај граѓаните, вредноста на парите ќе биде многу повисока. Благодарам.